по Караорманските ридови, на патот за Дебар во Малесијата, змиулесто се пробиваат Глобочичките води. Акумулацијата, што ја снабдува хидроцентралата Глобочица, достигнува длабочина и до 80 метри. А таму на дното го чува она што некогаш беше село. Некогашниот дом на 400 жители во подножјето на овие ридови во 1964 година беше потопен за поголемо колективно добро на регионот. Но селаните како никогаш да не заминале. Ене ги глобочичани нарид, онаа населба како во гнездо сместена во дабова шума, речиси 60 години подоцна. Зелен феникс, изгнезден од незаборав, од коренот кој не се откинал од колективната меморија на оваа жилава заедница. Го вратиле назад огништето, за да се вжешти пак вршникот, да зачрчурат пак полжавите валкани во пченкарно брашно, да замириса повторно на потпечен кашалник, да зазвечи камбаната, да се врати животната радост. Нова Глобочица се воздигнала, рајска и одвнатре и однадвор. Со 40-тина викенд куќички денес, таа се оформувала лека полека, од рака на рака низ угорнициве. Уште не стасани, се чувствувавме привилегирани да и бидеме гости. Уште на сплавот, организаторите ни најавуваат дека искуството веќе е започнато. Па ние затихуваме, се замислуваме. На дното од ова густо хипнотичко зеленило, старото село, на ридот вгнездено во темното дабје, новото. Веднаш разбираш, ова не е само еди каков си сплав. Ова е глобочички сплав. Без него нема стапнување на ридот. Силна возбуда и некаква широчина му се отвара на човек кога ќе проба да го збере сето она што на овој сплав натежнувало. Цело едно село, донесено со еден навидум мал сплав. Прво го донесол споменикот во сеќавање на слободна Малесија во Ноб, потем граѓата за возобновување на манастирот Свети Антони, па се друго поред. Вода, струја, семејните конаци, луѓето, поколението. Не дочекуваат домаќините, ни наместиле пречек пред црквата Свети Илија, 15-тина од нив. И неа ја подигнале одново и обележале со стара камена плоча од потонатата. Тешко било велат, ама убаво некако ова повторно издигнување на населбата. И на вистина тоа убаво им се налепило на лицето, гледајќи ги вака ведри, радосни во својата населба. Се налепило како љубов и на фреските, и на грижливо полеаните тревници, и на трпезата со радост послана за нас на мерниците. Убаво, ненаметливо те послужуваат, те оставаат да уживаш, да доживееш слој по слој од оваа наталожена убост. После пријатната гозба, пак не презема сплавот. На обиколка. Пред нас како да се простира Амазон, а се е толку тивко, и птиците, и шумата, како сите да имаат договор да се тихува овде, како начин со молчење да се оддаде почит на потонатото село. И во таа тишина, може би ќе наслушнеме многу потенцијали и можности, особено сега кога станува насушна потребата од воздушни бањи, рекреации, рурални содржини, здрава исхрана. Може би дури и со нашата антропоцена матрица ќе намирисаме и потенцијали за профит, фестивали на вода, кампови, подводни екскурзии, филмски дестинации, уметнички резиденции, не секогаш свесни за отпечатокот кој неповратно би го нанесле на штета на животната средина, експлоатација на шумски и водени добра, генерирање отпад, загадување. Тука е сосем доволно да се дојде на замолкнување, на одвојување за миг од нашата капиталистичка матрица. Вистинско место да се замисли молк,
како кога би се живеело секојдневие без електрична енергија. Молк како благодарност, како укор кон нашата загаденост од галама. Зашто и без нас може многу од тоа да се замисли, да изникне од оваа тивка живописност. Кај глобочичани е жив тој инстинкт. Ја живеат идејата за самоодржливост. Со својата зачудувачка посветеност, гостолюбивост, тие најдобро знаат како да приредат искуство за посетителите. Тие најдобро знаат каде во оваа шума се крие миризлив планински чај, а каде најблаги шумски јагоди, кога да дојдете на печурки, а кога на домаќински сготвена риба од бистрите караормански реки. И сето тоа го прават во хармонија со природата, како нејзини чувари. И исклучиво тие го поседуваат клучот до срцевината на Глобочица. Продолжуваат да итаат напред, сите, како комуна да ја отвораат населбата за нови гости, кои ќе ги донесат во срцето на селото, како што го донеле и селото. Сите заедно, со срце. Но вистинската додадена вредност во ова искуство е токму таа, во тишината раскажана животна лекција, што денес ретко каде се учи, за силата на заедничарењето и солидарноста, за големината во тоа да се мисли на колективното пред личното. Се поздравуваме и се упатуваме назад кон нашите лични гнезда, кон нашите електрични огништа. Неуморните турбини на хидроцентралата во близина гарантираат дека тие ќе останат уште долго светли, топли. Прв не пречека, последен не испраќа. Глобочичкиот сплав. Институција сам по себе. Витален споменик. Бавно ја спроведува својата должност од 1976 година. На превозник, преносник, видиковец, слоевит сведочник што ги поврзува минатото и иднината. Голем домаќин. Ист како Глобочичани. И самиот Глобочичанец.